Личи малку агресивна. Има многу бавелива, да. Три, два, еден, почнемо. Почнува седма сезона Тинтери Минтери. Почнуваат Тинтери-минтери вести. Мислам дека сигурно ова е за мене. Бар ние во научниот клуб сме цивилизирани. Можеме да добиеме и награда. Престани! Тоа е све што сестра ми го кажуваше во 3-сатниот пат од тука до Охрид. Ке се насмевнам и таа ќе ми рече: Престани! Ја погледнам и ќе ми рече: Престани! Така продолжи, се додека на мене не ми текна, па и реков: Ај рече престани, и таа рече: Престани! Па пак и го реков тоа, и она рече: Престани! Па реков: Ај рече престани, таа рече: Престани! Па потоа мајка ми се сврти и ни кажа: Деца, ако не прекинете, ќе немате джепарлак цела недела. Мене достига джепарлакот. Се јас правам за децата, секаде јас ги носам, а ти тука дома како гостин седиш, не можам повеќе. Не, стој. Затвори устата. Кој работи за вас по цел ден? Стоп, доста. Мамо, тато. Дали вие мислите дека кога вие се карате, дека јас и брат ми си играме во собата? Не знам што мислите, но знам дека не мислите на моите чувства. Кога доаѓа Давид и силно ме гушка, и двајцата се криеме, еве вака. Додека вие велите дека ќе се разведете, јас и Давид почнуваме да плачеме и се велиме во себе. Дали сме ние виновни за разводот и за сите караници, кој да не чува, кој да не носи на спорт? Се разделивте, кажавте дека ќе е подобро, но не излажавте, сега е потешко. Тоа објаснуваат и куферите, одење од еден во друг дом не е лесно. Најтешко е кога мама ќе се налоти на тато, нема гледање со тато. Замислете, нема гледање со човекот со кој другарувавме, се гушкавме по цели денови. Најтажен ми беше вчерашниот ден, мојот роден. Сите дојдоа, имаше многу подароци и многу балони, но тато не дојде. Се налутил на мама и не дојде. Се ми измешано во главата, не знам што се случува. Ова ли е подобро? Дали сум јас виновна, па тато не дојде? Дуав свекички и замислив желба. Да, замислив желба, но овој пат желбата не е само за мене, туку и за сите деца, возрастни, слушнете не. Знаеме дека ако мама и тато не се сакат, ќе се разделат, но родителството треба да за секогаш. Ние ве сакаме и двајцата, ние не сме само мама или само тато. Ние сме половина мама, половина тато. Секоја ваша караница носи болка, еве тука. Секој лош збор од мама за тато или од тато за мама носи болка. Родителите не се делат, слушнете не. На нас децата двајцата ни требате подеднакво, затоа што за нас мама плюс тато е еднакво за секогаш. Здраво, јас сум Алексија и денес имав на вистина лош ден во училиште. Добив двојка по математика и се посрамотив. Имав тест по математика и нема време да вежбам и ете, се случи. Уште од првиот час седнав до Филип. Зошто Филип? Бидејќи Филип е експерт по математика и е најдобар и најпаметен во целото оделение.
Кога дојде тестот, ги препишав сите прашања и го дадов тестот на наставничката кога се завршуваше часот. Знаете, бев убедена дека ќе добијам чиста петка без грешка. Другиот час, кога наставничката ги делеше листовите, се доближи до мене, сврте со очите и ми го даде листот. Со оцена 2, со црвено пенкало. Ми рече, знаеш, не го очекував ова од тебе, да препишував. Светот ми се сруши, се поцрвенев и можев само збунето да кажам, не препишував. Та наставничката го посече прстот, кажа што треба да стои името Алексија. Наместом Алексија стоеше Филип, со мој личен ракопис. Не знаев што да направам. Изгледа додека сум препишувала, сум го препишала и неговото име. Јас го викам, а тој прави фори. Сакам да го сликам, а тој не ми збори. На тој дечко мал, еден ден ќе му биде жал. За автограм ќе моли, кога ќе станам Анџелина Џоли. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Сите шетаат заедно или сами, а јас учам, читам, вежбам драми. Некој трча, друг ужива, пие сок, а јас седам си вежбам за монолог. Еј, ти, дечко мал, памет бери, ќе ме гледаш само на премиери. Дојди ти в последен час, дури за Холивуд не заминам јас. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Актерка славна, ќе сум јас, популарна и на добар глас. Талент имам, а и стас, сите во мене ќе гледат спас. Ако, например, Господ реши на планетава Земја да ни ги олесни маките и реши да можеме ние сите нашите маки да ги дадеме на една личност и ние да се отарасаме од тие маки, и таа една личност по случајен избор бидам јас, од нигде никаде јас. Нема бидам тажна, многу луѓе би си помислеле, леле, тажна, нема бидам тажна, затоа што знам дека имам едно место кај што можам да ги дадам сите тие маки. И тоа не е некоја личност, туку тоа е еден град, тоа е мојот омилен град. Не знам колку можам со зборови да ви го доловам, пошто многу го сакам тој град. И едноставно, таму кога бев, сите мои желби се исполнија и на тие што ги знам, луѓето им се исполнија желбите. Не знам, сите луѓе се насмеани во тој град, има шаренило, цело време е лето, а моето омилено годишно време. Многу е убав, не можам да го опишам колку што е убав. Насекаде има смеја, никој човек, значи човек еден на друг човек не му мисли ништо лошо.
ама имам многу врски со школа, сега учам и не можам да одам сега во тој град. И морам да го опишам и градот во кој што сум. За жал. Тоа е град во кој што има претежно сивила, каде што улиците ме гушат секој ден. Има безизразни лица, нема емоции некогаш во луѓето. Не се пронаоѓам во тој град, каде што некогаш ќе светне сонце, ама нема цело време сонце. Сега, знам дека не ви е гајала толку многу за овој град, туку повеќе ви интересира за претходниот град. Кој е тој град? Дали може да отидеме во тој град? Затоа што до сега, накој што сум објаснувала за тој град, сите тоа ги интересирало. Сега, тој град, еве сега јас ќе ви кажам како јас стигнав до тој град. Седев еднаш и размислував, еве сега јас разговарам со вас. Јас разговарав претходно со други ученици во школа. Разговараме цело време со други луѓе. Ама Господ не заборавил. Може не го дал тој ден за вадење на сите наши маки, ама за тоа не заборавил. Ни дал можност ние да си правиме муабет со себе си, да си разговараме со себе си. Мислам дека ако секој човек застане и си разговара со себе си и успее да се погледне во очи искрено, да си каже се што има, прво на себе си, а потоа на другите, сите би живееле во тој град. Тоа би бил и овој град. Тоа би бил и секој град. Секој град каде што отиде човек, секој место. Да ви кажам нешто за мојот брат. Многу е досаден. Ама многу. Не мислам за некој од работите што ги прави и што ги кажува, туку за се, ама за се се врска со него. Досаден. Дури неговиот глас, треба да каже само еден звук и ме нервира. Особено кога дише. Цел филм го гледам како дише. Кога ќе размислам, нема ниту една работа кај мојот помал брат што му кажал нешто добро за мене. Ама знаете што? Само чипнете го и ќе си имате работа со мене. Здраво. Јас се викам Зорица. Мојот другар Јован ме замоли да му го причувам куќата. Нели јас добра другарка сум, а и плюс многу ме молеше, ми велеше. Те молам Зорица, причувај ми го Арис, само на 3 дена. Добре, јас сегаш тогаш си мислев колку би било тешко да се причуе едно мало сладко куќаце само на 3 дена. Па не би било тешко, не. Па не е така. Многу е тешко. Значи погледнете ме. Од ноза до глава. Видете ми ги очите. Кога да сум била на некој боксерски меч. Око немам склопено. Веднаш штом ќе си легнам да спивам тоа лај. Па треба да станам да го смирам. Не за друго, ќе ги разбуди комшиите. Станувам јас абале, еве овде ви кажам. Никогаш не сум била посрекна за да одам на училиште. И така, јас уште на расоната, влегувам во кујната и... Ау, цел грб ми е со мудрици. Треснав на плочките. А знаете ли зошто? Епа, куќето не можела да додржи и си ја завршила работата таму, на плочките од кујната. Се враќам јас од училиште, ја отварам вратата од соба кога гледам. Сите мои тетрадки, бојци, моливи, адишта, се беше расфрлано, искинато, изџвакано. Единствено нешто сега што ме теши е тоа дека се ова се случи само во првиот ден. Мислам, полошо од тоа не би требало ништо да се случи, не? Ајде, ќе издржам уште 2 дена. Ми падна нозавче пред некој ден. Мајка ми рече да го ставам под пердица, дека средно ќе дојде задната самовила, ќе го земе запчето и ќе ми остави пак. Добро, јас имам неколку прашања околу ова. Прво, што ќе се толку многу заби на самовила? Според моите пресметки, на секој 8 секунди паѓа запче од некој ден. Како второ, како самовилата лета толку брзо од едно до друго дете? И како трето, зарем самовилата не слушнала за хигиена,
Таа фаќа туги заби со плуканици секој ден. Зар не слушнала за бактерии? Знам. Од сега кога ќе оставам запче под пердица, ќе оставам и гел за дезинфекција. Во ова издание на Тинтири Минтири Вести ќе разговараме за светското првенство во хип-хоп што ќе се одржи во октомври токму кај нас во Скопје. Повеќе информации за ова ќе ни откријат Андријана и Трајче Петковски од студиото Брейк а Лег, кои се организатори на овој голем настан. Здраво, пред се да ви посакам добри дојде во мојата емисија. Здраво, ти благодариме за поканата. Чест ни ете да споделиме неколку информации за еден од најголемите настани кои што ќе се случат во Македонија. И мене ми е исто така голема чест. Веќе кажав неколку информации околу светското првенство. Дали може да откриете вие повеќе детали? Колку држави ќе бидат во конкуренција? Какви се категории има и кои ќе бидат специјални гости? Други работи. Сакаш ти да кажеш? Не, Трајче, пошто тој дел е на Трајче. Да. Значи, ние очекуваме негде околу 35 до 40 земји. Очекуваме негде отприлика 5000 танчери. Може ќе бидат и повеќе, не знаеме, тоа се некои наши проценки. Во гости во Скопје очекуваме негде околу 5000. 5000, извини, 15000, така што 10 надпреварувачки дена, ќе има доста активности пред, за време и после настанот. Ќе биде интересно бидејќи во Скопје за прв пат ќе дојдат земји кои што мислам дека не биле во Македонија, од типот на Сингапур, Тајланд, може биле во помалку Мексико ќе дојде во многу голем број, Канада, Америка, Јужноафричка република со некои 150-200 надпреварувачи, така што буквално цел свет ќе дојде во Македонија и нашите нешто ќе имаат шанса да се запознаат со нивната култура, но ќе имаат можност да се запознаат со нивното танцување. За гостите исто ве прашав кои ќе бидат специјални гости оваа година. Специјални гости оваа година официјално кои што ги имаме најавено се Војаш и Паја, кои што ќе пеат за време на светското првенство, односно ќе бидат на 11 октомври на платото пред Борис Трајковски, ќе направиме една огромна концертна зона. Ги ставивме буквално на една анкета кои би сакале најмногу да ги видат на светското првенство. 60% од тие кои што ги познаваат артистите се изјаснија за Војаш, чим сакаат Војаш, нема проблем, Војаш ќе го донесеме. Така што тие се што се однесува до музичките звезди, во однос на кореографите ќе дојдат ултра популарни кореографски имења или танчери кои што работат со Бионси, со Дженифер Лопез. Вака може како имења нема да ви значат ништо, но кога ќе видите за какви видеа станува збор, кога ќе почнеме да ги промовираме, ќе знаете точно за кого се работи. Во кои категории ќе се представи Брейк а Лег оваа година? Ние секоја година земаме учество, без разлика тоа каде се одржува светското, но среќни сме што оваа година сме домакини и што можеме во малку поголем број од било кои други години каде што патуваме. Категорија деца, тоа се на возраст од 8 до 11, јуниорите и сениорите се надевам дека ќе имаме и адулти, тоа е нашата позната група која што ние нарекуваме Мамас, таа е категорија од 31 нагоре, но и задоволство и чест ке ни биде што оваа година како и минатата на Европско првенство, каде што учествувавме, ќе учествуваме со најмалите, тоа се на возраст од 4 до 7 годишна, така да мислам дека ги опфаќаме сите категории, но ќе видиме нели со какви успеси и пласмани ќе завршиме оваа година. Да, јас би сакал само да додадам дека значи покрај Брейк а Лег ќе настапуваат и други клубови, бидејќи ние на светско првенство настапуваме како репрезентација, односно покрај Брейк а Лег ќе настапат и Дебит, Аква, Еурека, Битрикс, Урбан Кру, One Way од Струмица, значи сите најдобри од најдобрите танчери во Македонија ќе се надпреваруваат и ќе представуваат Македонија. Очекуваме негде дека ќе бидеме околу 350 до 400 репрезентативци кои што ќе продефилираат на танцовиот подиум на светското првенство. Вие сте исто така и судии на ваквите надпревари, па може ли да ми кажете на што се обрнува најмногу внимание и на што треба танчерите да посветат најмногу време додека се подготвуваат?
Секој судија различно си гледа на работите. Јас како судија гледам на едни работи, Андријана гледа на сосема други работи, зависи од за кој тип на танц се работи. Нели, ако дали е балет, има едни критериуми, доколку е хип-хоп има сосема други критериуми, доколку е латино има трети критериуми, значи во зависност од тоа какви се нели какви танци работиме, какви танци се судат, такви се критериумите, но пред се квалитетот секогаш мора да биде на прво место. Има уште еден куп други работи кои што треба да се покријат од техника, од тоа како изгледа една композиција, како се облечени танчерите, како се представуваат, каков став имаат на подиумот, така што голем број на различни критериуми се кои што секој судија треба да ги запази. Ако ако ке професионалци тоа не е никаков проблем. Малце е потешко кога се работи за светски првенства и такви финалиња, кога буквално ситници одлучуваат ситници и на личен вкус кој би бил оној најдобриот од најдобриот. Еве може Андријана да каже слободно. С оглед на тоа дека имам искуство и интернационално и на национално судење во однос на тој поглед, јас пред се како судија првенствено ја ценам техниката кај танчерите, па понатаму креативноста. Меѓутоа, како што кажа Трајче, секој судија, нели, со својот вкус и заради тоа и резултатот на крај треба нели да испадне онаков каков што е. Така е, во што се разликува хип-хопот од другите спортови и зошто вие би го препорачале на децата кои што не знаат на кој спорт да се запишат? Андријана може да каже во што се разликува, а јас ќе кажам зошто препорачувам. Ајде. Првенствено, оние кои што сакаат да танцуваат хип-хоп, треба да знаат дека хип-хопот не е само танц, туку е првен култура. Танцот е само сегмент од целата таа хип-хоп култура. Имаме среќа што кај нас во овие последни 10 години е доста популаризирано кај младите и мислам дека тој тренд секоја година се повеќе и повеќе расте. Сведокни се сите оние настани кои што се случуваат во Скопје, во Македонија, па и пошироко, бидејќи ние не сме популарни само во Македонија како хип-хоп изведувачи, не само нашето студио, туку и останатите, туку и на Балканот сме популарни. Така да сметам дека хип-хопот како стил на танцување има многу што да понуди, но брзо прогресира во однос на танцувањето и затоа треба постојано да си бидеш присутен, да следиш она што е новитет да го вметнуваш во кореографиите, за да нели бидејќи е динамичен и популарен, такво и темпото на танцување. Зашто го препорачувам танцот, бидејќи танцот значи креативност, значи самодоверба, значи тимска работа, значи истреност, издржливост. Важно е да се спортува, бидејќи спортот значи здравје, здравјето значи здрави генерации значи подобра иднина за Македонија. Точка.
Hollywood se plaši i da deca naši tuka site glumat pejat i postojano se smejat. Nekoj crta, neko igra dava gol, a nije ego ima me tintiri mintiri show. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Ide i kamera isto taka, akcija. Sekoj talent mesto svoje saka. Za super avantura gledaj pravi me kultura i ti ne pagaj vo zamka. Izlezi od ramka. Tintiri